Скандал по скандал во здравството, одговорност нема. Првиот човек на ресорот здравство крева раменици за сите случаи и не превзема ништо конкретно. Помина рече 7 месец од смртта на 6-годишната Јана. Случајот и натаму останува со многу сомнежи и се уште без разврска. Родителите ја чекаат вистината и бараат правда, но обдукцискиот извештај не е готов. Последните денови Битола живее во атмосфера на линч. Жестоко се бара одговорност од лекарите и од сите здравствени работници, што беа вклучени во породувањето на младата битолчанка, која остана без своето новороденче. И за овој случај, обвинителството го чека извештајот од обдукцијата, а Комисијата за стручен надзор се уште не се изјаснила дали биле почитувани протоколите согласно медицината базирана на докази. Министерот меѓути повторно без конкретен одговор. До каде се случаите? За битолските случаеви веќе се изјаснив, вие се знаете, од ДСЗ има извештај што е објавен јавен. Значи за судската процедура тоа е во тек и во двата случаеви се во обвинителство, така да тука веќе немаме компетенции. Младата жена која остана без своето првороденче јавно ја сподели голготата низ која поминала, обвинувајќи за непрофесионалност, ривалство и дрско однесување на докторите. Единствено за кој има некаква одговорност е последниот скандал кој изби во Тетовската болница. Анестезиологот кој пренесуваше во живо на TikTok прегледи и активности на пациенти и вработени во болницата, заработи притвор, отказ од работа и одземање на лиценцата 7 години. За случајот во Тетово, знаете дека како никогаш досега, значи многу брзо, ургентно е санкциониран лекарот, значи во притвор е 8 дена, како што знаете, и ќе постапиме се понатаму. Имате извештај од лекарска комора, значи во рамките на законот, тој ќе биде, значи 7 години ќе му се одземе лиценцата додека заврши судската процедура, тогаш може и доживотно да му се одземе лиценцата за работа. Поминаа цели 2 месеци од смртта на жената која почина во Прилепската болница. Се уште нема релевантен извештај од која бактерија почина.